Добро вечер, почитувани. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Домаќин сум вечерва јас, Билјана Василева Трендафилова. Вечерва во отвореното студио ќе ги анализираме пораките кои ги донесе првиот човек на Европскиот совет, но ќе зборуваме и за манифестот кој што го промовираше ВМРО ДПМН. Со мене, а и со вас вечерва се универзитетските професори Тања Каракамишева. Добро вечер и добре дојдовте во телевизија Нова. Добро ве најдов. Добро вечер и за универзитетскиот професор Александар Климовски. И вие сте вечерва со нас. Ке имаме доволно време за да ги анализираме пораките, но и да зборуваме за делови од манифестот. Добро вечер, добро најдов. Како што реков и на почетокот, во посета на Македонија беше првиот човек на Европскиот совет Доналд Туск. Тој имаше средба со председателот Ѓорѓе Иванов. Виолета Стојменова ги пренесува пораките кои што му ги прати Туск на Иванов. Ниту председателот на Европскиот совет Доналд Туск не влијаеше врз македонскиот председател Ѓорѓе Иванов за Иванов да ја промени одлуката и да го додели мандатот за состав на новата влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев. По денешната средба со Туск, Иванов истакна дека неговиот став останува непроменет. Мора да се надминат правната и политичката пречка за шефот на државата да го додели мандатот за состав на нова влада. Во однос на така наречената албанска платформа, македонскиот председател посочи дека платформата го загрозува интегритетот на државата, а уценета влада би била слаба влада со краток рок на траење и затоа тој донел превентивна одлука за недавање на мандатот. Порача дека на земјава и се потребни европски реформи кои ќе ни помогнат да ги надминеме причините за оваа политичка криза, а не туги платформи. Мојот став останува непроменет. Правната и политичката пречка мора да се отстранат. Целта на двата услова е новата влада да не биде оспорена од ниту една страна и по ниту една основа. Мојата одлука е превентивна, за да спречиме штетни последици со кои би се соочиле. Уценета влада е нестабилна влада со краток рок на траење и штетни последици. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск по средбата со неговиот домаќин истакна дека сега не е лесно време и Иванов има голема одговорност да обезбеди лидерство. Овие времиња бараат државнички односи, ништо помалку порача Туск и предупреди дека оваа продолжена криза ја задржува земјава на нејзиниот евроатлантски пат, а на македонските политичари останува да најдат решение во согласност со европските начела. Само таквото решение, рече Туск, може да биде одржливо и да најде на европска поддршка. Туск ја потврди и недвосмислената посветеност на ЕУ за европската перспектива на Македонија. Порача земјава да продолжи да го следи внатрешниот компас за членство во ЕУ и НАТО и да избегнува се што може да ги подгрее тензиите, меѓу другото и на етничка основа. Конечно, председател Иванов, јас одговорив на вашето писмо во почетокот на март околу изнаоѓањето на излез од тековната политичка криза. Оваа продолжена криза ја задржува вашата земја на низиниот евроатлантски пат. На вас останува да најдете решение кое што ќе биде засновано на демократските начела, пристојност и здрав разум. Само таквото решение може да биде одржливо. Кога ќе го пронајдете, можете да сметате на нашата поддршка. Иванов и Туск разговарале и за предизвиците од мигрантската криза и улогата на Македонија во справувањето со илегалната миграција. Председателот на Европскиот совет искажа задоволство што благодарение на напорите на земјава денес балканската рута останува затворена и изрази надеж дека ваквата заемно корисна соработка ќе продолжи и во иднина. Иванов посочи дека Македонија ќе действува за заштита на својата национална безбедност и сигурноста на своите граѓани. Земјава е чувар на портите на Европа, рече Иванов, и порача на Унијата дека помагајќи на Македонија си помага себе си. Посетата на Доналд Туск во Македонија е во рамките на неговата балканска турнеја. Туск во земјава имаше средба само со председателот Иванов, но не и со лидерите на политичките партии. Ги слушнавме деталите и пораките кои што ги донесе Туск во земјава. Професорке, гледаме дека шефот на државата Ѓорѓе Иванов останува цврсто на својот став да не го додели мандатот на Зоран Заев се додека не ја отврли тиранската платформа. Ке биде ли тоа така и во иднина? Јас не само што се надевам, туку цврсто сум убедена дека господинот Иванов ќе остане на зацртаната цел да не се додели мандат на лидер на партија, на коалиција на партии и на било каква друга, било кој друг политички субјект кој што чија што основа во владината програма ќе биде заснована врз тиранската платформа.
и тоа е многу државнички потек кој што е јасно утврден во Уставот, кој што има уставна тежина и секако потек кој што може да донесе позитивни консеквенции за Македонија, а не негативни како што некој смета, затоа што почитувањето на Уставот не може да биде ништо друго освен да донесе позитивен резултат за земјата, не само за председателот Иванов, туку и за сите останати политички субјекти. Мора да се знае дека во државата Уставот е највисокиот правен акт и дека фактички секој действие, секоја постапка која што е заснована врз Уставот мора да се почитува и како таква да биде поддржана од страна на европските бюрократи, но и од страна на мнозинството граѓани во државата или ако сакаме од сите граѓани. Она што интересно во однос на изјавата на Туск и воопшто, можеме да забележиме фактички два момента. Пред неговото доаѓање во јавноста постоеа одредени шпекулации, па дури се надоврзуваат голем број на реакции од страна на разноразни аналитичари дека фактички Доналд Туск дојде во Македонија со цел да му испорача на господинот Ѓорѓе Иванов одредени санкции, односно дека е можно како реакција од Европската Унија да добиеме соодветни санкции. Тоа не само за државата, туку и за конкретни личности. И тоа цело едно сценарио кое што се плетеше пред неговото доаѓање, денеска пукна како меур од сапуница. Видовме дека ништо од тоа не се оствари и нема да се оствари, бидејќи е јасно за тие што го знаат правото на Европска Унија и функционирањето на институциите на ЕУ, дека било каков консензус за да се дадат одредени санкции против држава или против некој политичар, треба да биде со едногласна одлука усвоена од страна на европските институции, што е практично невозможна мисија. Ние најнапред немаме ништо сгрешено во делот на реализирањето на, би рекла, европските директиви или некои други правни документи кои што се однесуваат на Македонија, така што било каква реакција во смисла на имање на санкции или да ни се дадат санкции, мислам дека е апсолутно неизводлива работа. Така што денешната посета на Туск фактички беше прилично умерена, прилично дипломатска и јас дури би ја оценила како една од најдобрите кога се споредува со онаа реакција на Хан и на Могерини претходно. За разлика од Могерини и господинот Хан кои беа прилично остри во својата реторика, но и прилично дрски, ако можам да кажам, во делот на презентирање на своји ставови и пренесување на пораки од европските институции, господинот Туск беше многу умерен, беше доста дипломатски, би рекла, симнат на земја и имаше еден вординг кој што го личи, затоа што сепак е председател на Европски совет, кажа дека ова прашање е внатрешно прашање, дека ние треба да се изнајдеме решение, што е на линија на мнозинството граѓани во државата, што ние сметаме дека треба да си го најдеме решението и тоа многу ме бендиса. И втора работа, кажа дека тоа решение треба да биде засновано врз демократски начела. Секако дека едно од демократските начела е да се добие легитимитет на влада, не врз основа на уцени, закани или разноразни притисоци, како што ги имавме пред изборите, нели, кога голем број од граѓаните беа уценети, но и беше доведени нели во заблуда за многу прашања кои што беа пред избори, така што таа изборна волја дадена под заблуда не е вистинска изборна волја на граѓаните, па токму тоа демократско начело на демократски легитимитет и поддршка на граѓаните за идната влада треба да го антиципираме и ние во рамките на системот и да видиме кое е најдоброто решение. Мислам дека дефинитивно најдоброто решение е да се организираат нови предвремени парламентарни избори заедно со локалните и на тој начин да го надминеме овој проблем кој што го имаме веќе трета година поред. Професор Климовски, ја слушнавме мини анализата која што направи вашата колешка во однос на пораките кои што ги донесе првиот човек на Европскиот совет Доналд Туск. Тој рече дека Македонија треба да го следи внатрешниот компас за членство во Европската Унија и НАТО. На добар пат ли е Македонија и како да ги слушнеме препораките од ЕУ за да излеземе од оваа криза? Дали единственото решение, како што вели Каракамишева, се нови избори, можеби во пакет со локалните? По мене внатрешниот компас во Република Македонија е следењето на Уставот на Република Македонија. Тоа, впрочем, го прави и председателот Ѓорѓе Иванов
со недавањето на мандат. Инаку битно е тоа што Туск е како председател на Советот е највисокиот представник на Европската Унија во таа хиерархија на институции на Европската Унија. И битно е токму тоа што од врвот на таа пирамида бирократска која што ја управува Европската Унија, доаѓа така умерени изјави, како што беа изјавите на Доналд Туск денеска. Очигледно дека по извесен период и таму луѓето, раководството на Европската Унија, полека ја свати оваа работа, што се случува во Македонија. Верувам дека од разноразни извори тие беа дезинформирани, малку, некој повеќе, некој помалку, некој намерно, некој ненамерно сака да не послушат или да послушат одредени извори од одредени нивни мотиви. Меѓутоа, очигледно дека со доаѓањето на Доналд Туск тука и со тие негови умерени изјави да треба да го следиме внатрешниот компас, практично сакаше да каже уставот. Европската Унија сваќа дека во Република Македонија суверенен народ и дека народот е тој кој што си полека си го бара суверенитетот назад, што кажа колешката Каракамишева, да преку нови избори сите овие предизборни инженеринзи, измами, подметнување на кукавички јајца, како што беше Тиранската платформа, да едноставно се исчистат од политичкиот систем, за да можат граѓаните дадениот суверенитет на нови избори, на новите пратеници, на некоја нова, да речеме нова констелација на односи на теренот, да можат да создадат такви состојби да имаме 4 години мирно владење. Еднаш од овие 25 години независност. Еднаш ние немавме 4 мирни години на владење. Се бе исполнети со одредени турбуленции. Токму поради одредените пропусти во предизборниот и изборните турнуси што настанува. Особено бурене овој период. Само да се надоврзам на ова, добра му е констатацијата на професорот. Значи вели точно е тоа дека Доналд Туск ја раководи највисоката институција во Европската Унија, каде што се седнати шефови на држави и на влади. Практично елитата на сите земји членки на Европската Унија се наоѓа во Европскиот совет. Друга е Европската комисија, од каде што ни доаѓа Хан, и би рекла друга е ЕАС, односно службата од каде што ни доаѓа Могерини. Тие се на некој начин многу подчинети во однос на Европскиот совет. Во Европскиот совет практично се даваат насоките на политичкото делување на Унијата. Значи, најважната институција за тоа во која насока ќе оди развојот на Европската Унија доаѓаат од Европскиот совет, односно од шефовите на држави и влади на земјите членки, што значи дека пораката која што денеска ја испрати господинот Туск со релативно умерен интензитет, со релативно добар вординг и така натаму, мислам дека треба работите да ги малку да ги релативизира или би рекла да ги смири страстите кои што беа надојдени особено по доаѓањето на Могерини, по доаѓањето на Хан и така натаму, и да дојде до израз она политичка свесност дека во Република Македонија политичките чинители ќе мора да го слушнат гласот на народот, оној глас на народот кој што постојано ги предупредува и им се појавува пред очи дека без нив не можат ништо да направат и дека без нив одат само со главата во зид. Едноставно, работите мораат да бидат антиципирани од сите аспекти, сите чинители мора да бидат ставени, би рекла, со еднаков третман, сите политички партии мора да бидат сериозни и политички одговорни за тоа што го прават и за тоа што начинот на кој што делуваат, и на крајот на денот целата власт ни произлегува од граѓаните, и ако суверенитетот од таму ни извира и му припаѓа на граѓанинот, треба да биде прашан за сите важни прашања. Да не збориме за Тиранската платформа, бидејќи многу пати сме збореле на таа тема, едноставно граѓаните не ја прифаќаат Тиранската платформа како нешто што е свое, и со право, бидејќи гледаме како албанските политичари се повеќе се осоколуваат, се повеќе зборуваат по медиуми
медиуми, во јавност, дека фактички во Македонија мора албанците да се ги преземат работите во своји раце. Практично тоа е директен повик на насилство, директен повик на некакво решавање на конфликт, нели, без употреба на диалог, туку на друг начин. Понатака ја слушаме денеска албанската претеничка Дода, колку е малтене со фашизоидни изјави, изборува дека македонците треба да внимаваат, нели, албанците треба да се ги преземат и треба да направат референдум за Илирида. Тоа е практично директно мешање не само во внатрешните работи, туку и повикување за отцепување на дел од државата, нели, и создавање на некаква нова држава која што би се припоила. Тоа се сериозни, малициозни, фашизоидни изјави кои немаат никаква врска со демократијата и посебно немаат никаква врска со нашите внатрешни работи. Значи, јас не сум слушнала до сега албанец во Република Македонија, кој што живее во Република Македонија, до тој степен да биде малициозен, до тој степен да има таква риторика, опасна, запалива риторика. Гледаме дека сите тие риторики доаѓаат од надвор. И тоа е она што не плаши, и тоа е фактички револтот што го создава кај граѓанинот, дека таа тиранска платформа ни носи само зло. И тука е уствари, би рекла, епицентарот на злото, но и епицентарот кој што мора да се затвори, да се затвори тој вулкан, за да можеме да најдеме некакво соодветно мирно решение кое што би не носало напред, би рекла, во една посветла иднина, некако што имавме сега. Не стивнува острата реторика од Албанија. Последната изјава која што дојде од министерот за надворешни работи Бушати вели дека препорачува платформата, тиранската платформа да биде дел од уставот на Македонија. Тоа им се така нивни желби, кои што произлегуваат уште од Призренската лига пред 2 века, кои што албанците ја како идеологија ја тераат за создавање на таа голема држава. И секојаш, меѓутоа, моментумот можеби го користат и од друга причина, не само да ја тераат таа Призренска лига во реализацијата на Призренската лига, туку можеби моментумот треба малку да го свртиме и на нивното предизборие. И тие се наоѓаат во едно предизборие и со таква една запалива реторика настојуваат, пошто кај албанците тоа пали, очигледно во Република Албанија, меѓу граѓанството, тезите за голема Албанија така натаму, и они се надпреваруваат меѓу себе, кој вака ќе ги исфрли тие тези пожестоко, не гледајќи дека удираат и врз суверенитетот на една соседна држава како што сме ние. И во тој контекст би го спомнал и Еди Рама, кој што таа веќе негова предизборна агенда ја започна со тиранската платформа која ги собра политички лидери кај нас од албанците и каде што ја потпиша во Тирана таа декларација на албанските партии. Продолжи и денеска со тоа што така од ракав си вади некои проценти на припадност, на бројка нели на учество на албанците тука со 35% и така натаму, а ние цело време бараме попис да се одржи. Во ред, нека бидат и 35, и 36, и 37, и 40. Ама он сака да го замени пописот со својата ракав истресана бројка. Со ракав истресана бројка, за да го подигне, нели, легитимитетот на учеството на албанскиот дел во Република Македонија. Такви работи не проаѓаат. Тоа се, како да кажам, смешни изјави дадени од претендент, актуелен премиер на Република Македонија и претендент повторно да стане премиер после одржувањето на изборите во Албанија. Тоа се смешни, да не кажам, циркузантски изјави. Сепак направи обид да ни се помеша во внатрешните работи на земјата. Да, она што, например, посебно може да се забележи што и Доналд Туск воопшто не го спомна ова внатрешно мешање на соседна Албанија во политичките работи во Македонија, што е вака прилично, би рекла, енигматско прашање, зошто воопшто да не се спомнува, зошто едноставно целава ова работа околу тиранската платформа се става како во некоја завеса, под некој таен анимозитет, нели, дали воопшто има или нема тиранска платформа, па не знам се, нели, кај нас цело време се ставаат тие работи на под знак прашање. Кога постои, значи таа има барања во себе, дали ќе се нарече платформа, декларација е сеедно, тие барања се противуставни, како такви не може да влезат во овој устав,
Така, значи, јас го слушнав исто така министерот за надворешни работи Бушати, кој инсистира таа албанска платформа да биде дел од нашиот устав. Јас, нели, како една контратеза би рекла, ајде сега и господинот Поповски, нека оди во Албанија сега и нека каже, еве, македонците, македонското малцинство и партиите кои што ги застапуваат имаат вакви и вакви барања, нека влезе во вашиот албански устав. Дали е тоа политика? И дали е тоа нормално политичко однесување, да не кажам веќе за дипломатско однесување, и дали е тоа само да ги спомнат во преамбулата кај нив. Ништо повеќе. Еве само толку. И дали е тоа во рамки на принципот на добрососедски односи? Бидејќи европскиот принцип, нели, за кој што еве зборуваше и Туск, денеска демократските начела, европските вредности и така натаму, се во насока на почитување на добрососедските односи. Дали е тоа добрососедски односи, нека проценат и албанците кои што се во Република Македонија, бидејќи ја не верувам дека има човек кој што е разумен, кој што ги прати политичките случувања и состојби во, нели, во регионот, да каже, да се согласи дека ова е во рамките на добрососедските односи. Не, напротив, ова како некој намерно да сака да ни создаде зла крв, да не буцка меѓу себе, со цел, нели, да се создаде некаков конфликт. Од трета страна, очигледно дека не се ги прочитале докрај документите кои што се дел од меѓународното право и, ако сакате, и европските вредности, каде што и Албанија сака да биде членка, нели, на Европската унија, и ајде да се договориме во рамките на тие европски вредности и меѓународни принципи, што е можно, а што не е можно. Затоа што знаете како, во ваква ситуација можеби треба да се направи еден реципроцитет. Значи, ако Бушати излезе со таков став, недоквакан, очигледно дека за да им дојде паметот во глава, треба и нашиот министер Поповски да даде исто таков предлог, на иста линија да бидат, и да видиме до кај ќе стигнеме со таквото надпреварување, нели, во давање на небулозни изјави. Знаете како, политиката е уметност на владењето. Ако не знаеш да бидеш уметник, подобро се тргнеш од политиката и никогаш да не се занимаваш со таа професија. Нели, со цел респект на сите оние кои што знаат, но има голем дел што се залутани во политиката и буквално не знаат што се четките во политиката. Куса пауза правиме за реклами и продолжуваме со вечерашното отворено студио. Останете со нас. Почитувани, вие сте со вечерашното студио на телевизија Нова, во кое поканивме многу гости, но некои од оправдани причини, некои поради други нивни ангажмани не беа во можност да бидат вечерва со нас, затоа сме со нашите универзитетски професори Тања Каракамишева и Александар Климовски. Требаше вечерва да бидете придружувани од уште двајца гости, но сепак останавте само вие двајца во отвореното студио. Имаме можност да анализираме актуелната политичка состојба во земјава. Зборувавме и за пораките кои што ги донесе првиот човек на Европскиот совет, но тоа што е актуелно деновиве е манифестот кој што го објави и го промовираше ВМРО ДПМН. Кои се пораките од овој документ? Повеќе од Љупка Камчева. Јавноста во Македонија секојдневно е сведок на негаторски изјави кои задираат во внатрешните прашања на земјава. Албанскиот министер за надворешни работи Бушати препорачува тиранската платформа да била составен дел од Уставот на Република Македонија. А албанскиот премиер Еди Рама без попис лицитира со бројки од 35% на албанско население во Македонија. Истакна на денешната пресконференција Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН. Тоа што и треба на Македонија не се туги платформи и туги мешетарења, туку обединување околу државните и националните интереси. ВМРО ДПМН е водена од интересите на граѓаните, нуди градење на консензус околу иднината на земјата. Затоа партијата, вели Ѓорчев, излезе со манифестот за единствена Република Македонија втемелен на 4 принципи и повикува на национално и државно обединување на сите граѓани, верски организации и партии и општествени чинители. Основа на манифестот е обединување околу државниот и националниот интерес за зачувување на и промоција на националниот, културниот и јазичен идентитет на македонците и граѓаните од останатите етнички групи и заедници во земјата и надвор. Во тој контекст се предлага признавање дека македонскиот јазик е интегративен елемент на сите граѓани во нашето општество без разлика на нивното потекло. Што има СДСМ против овие елементи на манифестот?
Манифестот е обид да се реши политичката криза во Македонија. Целта е граѓаните да имаат подобро живење, да се зголеми животниот стандард. Затоа е потребно по овој документ да се произнесат сите политички партии, невладини организации и институции, истакна универзитетскиот професор Александар Даштевски. Јас сметам дека тоа е еден обид да се решила политичка криза во Република Македонија. Сметам дека ВМРО ДПМН се води од принципот дека треба да се најде еден национален консензус во решавање на прашањата, да не биде тоа етнички, секој посебно, туку сите заедно, врз основа на граѓанскиот концепт кој го има во цела Европа, нели? И се заснова на елементарно владење на човековите права и слободи, пазарна економија, кој што всушност е наведено и во манифестот и така натаму. Овој манифест го прават со цел да, како што рековме, се изнајде нели решение за кризата, меѓутоа секогаш кога Република Македонија била во криза, секогаш се правило определен манифест кој го прифаќале сите националности, сите етнички групи кои живееле во Република Македонија. Манифестот се осврнува и на одржување на попис. Пописот треба да се спроведе без одлагање и со цел квалитетно планирање на политиките, како и за конструктивен диалог на меѓуетнички теми. Пописот кој што треба да се реализира мора да е статистичка, а не политичка операција. Затоа е потребно пописот строго да се води според методологијата на Европската Унија, според методологијата на Евростат и Обединети нации, вклучително да има и механизам за контрола на постојано место на живење и престој во државата, како и гаранција за автентичност на лични податоци и потврда на идентитет на лицата преку дигитализација на отпечатоците. Истакна од ВМРО ДПМН. Да, го слушнавме прилогот. Пораката која што испратија и вчера при промовирањето на овој документ ЕО-ти на Македонија не и треба мешање на туги на странски држави или пак какви било мешетарења, туку и треба обединување околу националните и државните интереси. Ке го постигне ли тоа земјава преку манифестот и дали ке има, до сега немаше конкретен став од другите политички партии, дали ке може да не обедини овој документ кој што го промовира ВМРО ДПМН? Па факт е дека за национален консензус, кој што е потребен за да не обедини сите внатре, е потребна многу голема добра волја од страна на сите политички чинители. За жал, кај некои партии постои таа добра волја, кај некои гледаме како ригидно се поставуваат према неа, едноставно ја отфрлаат амблок. Би кажала, за жал, затоа што навистина во тој национален консензус не се важни политичките партии, туку е важна државата, важни се државните и националните интереси. И ако не можеме да се договориме околу тие прашања, нели, кои што јас ги велам дека се еден вид мал устав. Овој манифест представува еден вид мал устав, бидејќи ништо ново не е кажано во манифестот, туку само се сублимираат принципите кои што се веќе содржани во уставот на еден поинаков начин. Принципот на владење на право, прашањето на почитувањето на државниот и националниот интерес, исто така нели е дел од уставот, почитувањето на граѓанскиот карактер на државата, почитувањето на сите граѓани, на фундаменталните слободи и права, на македонците кои што живеат во диаспората, на пазарната економија. Тоа се уставни принципи. Очигледно дека ВМРО ДПМН во овој постизборен период презема една сериозна политичка активност во насока на реафирмирање на сите оние прашања кои што некој ги заборавил. Се гледа или се чувствува дека социјалдемократите се изгубија во своето политичко делување и многу им е поважно дали ќе им удоволат на Еди Рама, на Дода, на Бушати, на Хашим Тачи или на некој, на било кој друг, освен да си го тераат и да работат по словото на уставот. И мислам дека мора да постои една политичка партија која што ќе ги реафирмира уставните принципи на еден соодветен начин за времето, но и за политичката криза, за да можеме да се повторно да се навратиме на сите тие прашања кои што ни се каме на сопнување. И да кажеме дека во Република Македонија се ова постои како принцип, но е тешко да се применат, тешко е да се дојде до нивната соодветна примена. Сега можам да кажам дека
самиот манифест е еден вид продолжение на патоказот, кој што го даде во претходниот период ВМРО ДПМН и представува еден вид заокружен политички документ заедно со патоказот, кој треба да ја даде визијата за развојот на Република Македонија и кој треба да биде еден сублимат политички документ во кој што треба да се утврдат најважните насоки, најважните би рекла елементи на функционирањето на Република Македонија како правна држава, но и на функционирањето на Република Македонија како економски развиена држава. И тука мислам дека овој манифест не сме никој да го тргне или никој да гледа негативно кон него, затоа што во таков случај ќе го погази уставот, бидејќи сите принципи што се утврдени тука се всушност уставни принципи и разработка на тие уставни принципи во една манифестна форма. Тој што ќе се откаже од овие работи или тој што ќе го негира она што е напишано во манифестот, го негира уставот и го негира целиот правен систем. И ако не знам дали приметувате, за разлика од патоказот, каде што веднаш СДСМ реагираше со контра, сега нема реакција. Сега СДСМ не реагира, но повторно со оние нивни изјави, нели, да не се дефокусира јавноста, демек ВМРО треба да направи мирен трансфер на власт и така натаму, повторно не се произнесува за она што е суштина на манифестот и на неговата политичка содржина. Климовски, зошто СДСМ и албанските партии не се заинтересирани за предлозите кои што ги нуди ВМРО ДПМН со овој манифест? Манифестот што го прогласи ВМРО е практично добро темпиран во документ, точно во потребен момент, како еден вид апел, документ кој што сите оние фактори кои што и мислат добро на Република Македонија требаше да се произнесат во насока на негово прифаќање. Зошто СДСМ молчи? За албанските партии јасно е дека и уставот им пречи сега како што е, и манифестот, бидејќи манифестот практично има извадена есенцијата од уставот во сите делови, преточени во овие 4-5 принципи. СДСМ очигледно треба да се симне од облаците, да се надминат себе си, да надминат собствената суета и да сватат во каква ситуација имаат заглавено. Добар дел, верувам, од нив имаат свесност дека ова раководство кое што е моментално во СДСМ ја има целата партија и добар дел од пратениците заглавено до таму што многу тешко би можело да се извлечат од оваа ситуација и едноставно, право да ви кажам, јадна им душа на тие луѓе таму. Одејќи по политички слепец, заглавија до кал во гуша. И они, како да кажам, кога сте во жива кал, малку и да мрнете, вие се повише тонете. И затоа СДСМ моментално не реагира на ништо. Убаво рече професорката Тања. За патоказот и за манифестот кога излегоа, со оние флоскули обезбедување мирна транзиција на власт, потребна е реформска влада на Република Македонија, така натаму. Влада СДСМ нема да има, тоа ви гарантирам. Значи, прво, постојат две огромни, би рекол, непремостливи пречки. Втората е непремостлива. Првата е председател на собрание. Значи, овака како што се заглавени, СДСМ заглави, ова ќе трае, верувајте ми, во најоптимистичка варијанта 6 месеци, најпесимистичка варијанта за СДСМ, односно генерално како да сврдите, е 3,5 години до завршување на мандатот. Значи до завршување на мандатот на овој пратенички состав. За председател на собрание, ви кажувам, процедурата за избор. За влада има таму не непремостива пречка, едноставно пречка која што владата не може ни да видат, а тоа е мандатот од страна на председателот. Значи додека не дадат јасно и гласно гаранции дека се откажуваат од албанската платформа која што е антидржавна и антиуставна по својата содржина, до тогаш нема да го добијат мандатот. А давањето на мандатот значи давање на овластување, значи определување на овластен предлагач за состав на нова влада. Ако немате овластен предлагач, нема влада. И дали тоа ни го научиле како лекција или не го научиле, ја досега гледам дека со такви настапи
па уште излага портпаролот на СДСМ да се заканува ден пред излагањето, односно одложувањето по 15 пат на рочиството на Зоран Заев, да се заканува дека ќе прави реформи во судството. Мислам, со тоа што ќе го реформирал судскиот совет, односно ќе го реформирал критериуми за избор, практично во наводници, не во наводници, во облам да кажано ќе бркал јавни обвинители и суди новата влада кога дошла. Значи, мене ме е жал што правник, адвокат не знае дека постојат 3 столба на власт и дека има начало на подела на власта, на извршна, судска и законодавна. Ова е судска, значи правосудната власт па со и со уставот како што е поставена и со двата основни закони, тоа се законот за судовите и законот за јавно обвинителство, се целосно оттргнати од законодавната власт. Од извршната па ептен. Мене, знаете како... извини. Да, ќе се доискажам. Значи, мене ми делува манифестов, искрено ви кажам, како кога професорот, нели, го враќа неколку пати студентот да доучи и никако да научи. Нели, ние се среќаваме секој ден со такви студенти, кои покрај тоа што се амбицирани да научат и покрај тоа што им оставаш простор и време да го совладаат материјалот, повторно ти доаѓа табула раза. Значи, празни глави, ништо не знаат. Од прилика, манифестов на ВМРО ДПМН го гледам како повторно враќање, рекапитулација на материјалот што требаше барем до сега да го научи СДС, дека уставното право, кое што нели тие сакаат да го практикуваат, не име соодветно. И дека не име во согласност со нашиот правен акт. Можеби име во согласност со некој друг правен акт од Косово, од Албанија и така натаму, но согласно нашиот не е. И сега ние имаме чувство дека постојано, бидејќи се препелкаме, што вели Сашко, во таа жива кал, имам чувство дека ВМРО ДПМН сака повторно да ги врати на старите позиции, на уставните позиции и повторно им ја става истата лекција или истите лекции на маса со цел да научат конечно за тоа кои се уставните принципи во Република Македонија. Јас се надевам дека на крајот ќе научат, затоа што нема друго чаре. Значи, они со нивната стратегија на тоа да се бутка работава по секоја цена, значи дури по цена да не постои државата, со нивната реторика дека наводно ВМРО ДПМН е таа која што ги захочува евроинтегративните процеси, дека ВМРО ДПМН и председателот Иванов е тие два фактора кои што не сакаат да се случи влада во Република Македонија и така натаму, таа реторика апсолутно нема врска, не држи вода, дури и обичниот граѓанин веќе сваќа. И многу убаво каже председателот Иванов дека уценета влада не може да биде реформска. Реформска може да биде онаа влада која има политички капацитет да биде реформска. Што значи политички капацитет? Значи да имаме субјекти внатре во владата кои сакаат да спроведат реформи. Јас, колку што се сеќавам, ВМРО ДПМН никогаш не се откажал од реформите, напротив, секогаш им бил приоритет. Па и техничкава влада во неколку точки веќе ги има завршено кои се во насока на така итните реформски приоритети во најголем дел се завршени, така што ја не знам зашто зборуваме ние. ВМРО ДПМН е заедно во коалиција со ДУИ, нели? Имаат прилично многу направено, па не случајно се тие 7 последователни позитивни препораки дадени од Европската комисија. Да не беше реформска, Европската комисија, така е, и режимска, или тоталитарна влада, или каква све не ја нарекуваат, фашизоидна и така натаму, немаше воопшто да зборуваме ние за препораки, за позитивни препораки или воопшто за било какво приближување кон Европската унија. Сепак Македонија повеќе од 2 години живее во политичка криза, надвор се случуваат протести, како што рековме и на почетокот на оваа емисија, председателот Иванов нема намера да му го даде мандатот на Зоран Заев додека тој не ја отврли тиранската платформа. Што натаму? Како да најдеме излез од политичката криза? Значи, како да ви кажам, имаме ситуација на издишан легитимитет на дел од пратениците, практично на пратеничката група, не група, него пратениците од избора од листата на СДС. Издишан им легитимитетот и едноставно граѓаните препознаа и си го бараат легитимитетот назад. Ја препознаа играта. Влогот со кој што СДСМ и Заев и раководството играше на постизборно, вложуваше нешто што не е негово.
лично негово, да речеме. Вложуваше символите на државата, ги вложи. Ги вложи основните уставни одредници, унитарниот карактер. Го вложи македонскиот јазик. Тоа не е негово. Не е ни моје, не е ни ничево. Тоа е на Република Македонија во оставштина дадено. Тој тоа го стави на маса, го вложи и во таа игра со тој влог изгуби. Променете се околностите денеска. Значи, имате една структура која што 2,5 години имаше една структура која што 2,5 години го поддржуваше од објавувањето на нелегално прислушкуваните ваква разговори до денешен ден, кога го поддржуваше, а е веќе во заминување. Променети се геостратешките политички односи, таа елита е во заминување или во бегство, како да ви кажам. Или се припрема за бегство. И он е оставен моментално на теноклет. И гледате како да ви кажам, дури жалосно да го гледа човек како се обидува да се извади во одредени ситуации. Еве денеска повторно го одложиле, по 15 пат го одложиле подкуп. Како може судско рочиште 15 пати да се одлага? Ја би поставил прашање до јавноста или до судството. Еден случај, друг случај, нека ми кажат, освен овој што е кај Зоран Заев со одлагањето. На каде е одложено 15 пати рочиште? Во друг случај. И тој човек пледира да врши реформи во судството и да се бори за правна држава. А сам одлага со претходно го пушта портпаролот да врши притисок врз судството, дека ќе ги менјал, нели, на пресот вчера, за да му се одложи рочиштето. 15 пат. Ви се молам, мислам, правна држава така ли он замислува дека ќе биде? И токму затоа он не го прифаќа манифестот, затоа што првото, второто е, односно третиот принцип е владењето на правото за успех на државата. Како сакате човек кој што е под овакво обвинение 15 пати да бега од судско рочиште, ако е невин, треба да излезе и да се одржи, да се каже, да се изложат доказите, судот да ги измери и да донесе одлука. Тој ли пледира да води држава? А ваму вика не прифаќаме разговори со осомничени лица. Кој ги осомничил? СЈО, параорган државен, противуставен, кој што го воведо токму заради Зоран Заев. Мислам, апсурдна ситуација во правниот систем до немајкаде. И затоа манифестот требаше да биде и е практично еден сублимат, што би рекла професорката, на лекција, на уставни категории дадени во таква формат да изгледат на лекција. Лекција која што еден ученик, неуспешен ученик, навреме не ја научил, а тоа е раководството на СДСМ. И сега мора да им се даде од учебникот 500 страни, скрипто од 5 страни, за да може да го сватат што е уставот. Како прирачник. Знаеш, Билјана, кога правиме на студентите тие што не разбираат, па мораш да им джвакаш. Да им го извакаш тоа се и да им дадеш прирачник, водич, како треба да го почитуваш уставот. И од прилика манифестот е до тој степен симплифициран документ на уставот, каде што секој граѓанин ќе може да го разбере што е интенцијата, што е пораката, но исто така има и визионерски елемент, затоа што навистина ја не гледам друго чаре во натамошниот политички развој, економски развој на државата, освен овој кој што е содржан тука. Значи секако дека има и механизми преку кои ќе се остваруваат сите тие елементи, посебно во делот на пазарната економија. Има и доста елементи кои што се веќе во функција, на пример прашањето за тоа дека учиме за знаење, не за диплома, така дека постојано треба да бидеме иновативни, креативни, ние преку бројни работилници за предприемништво, за креативен дух, за иновативен дух и така натаму веќе тоа го спроведуваме, веќе ги учиме студентите на иновативност. Има доста прашања кои што се веќе во би рекла во длабока фаза на реализација, но сега треба само да се навратиме повторно, како што реков, да ги реафирмираме со цел да не ги заборавиме. Бидејќи Македонија, ако ја изгубиме и ако ја оставиме излезена од шините, вака како што ние сега, не знам дали ќе имаме ниту обид, ниту можност да ја вратиме назад во шините. Да, манифестот содржи насоки за трајни решенија. Значи, приодни решенија нас веќе не ни требаат. Пржински договори, 1-2, Охридскиот ајде интегриране во уставот. Значи, таков тип на договори приодни од 15 до 15 години, па повторно кризи и така натаму, такви не ни требаат. Нас ни треба консензус околу насоки кои што содржим во манифестот за трајни решенија. И нас, лично да ви кажам, не ни е битно дали СДСМ ќе го прифати, раководството на СДСМ ќе го прифати. Ние не очекуваме некој да го прифати од нив.
но очекуваме народот да го прифати. И гледаме дека народот, и битно е тоа што народот го прифаќа. Ова. И овие што излегле луѓе на улица, практично се за тоа кое што овој манифест го има вградено во неговите основи. Манифестот предвидува и воспоставување диалог помеѓу власта и опозицијата. Така е. Тоа е оно што е нормално демократско делување. Ја не знам, ние се доведовме во состојба да се гледаме преку нишан, не јас и некои други, него партиите, да се гледаат преку нишан, закопани во собствени политички ровови, не баре се работи за живот или смрт. Политиката не е живот или смрт, политиката е реална, како што реков, уметност на владење и таму треба да се најдат луѓе кои што знаат да балансираат, луѓе кои што прво се свесни за функцијата која што ја имаат. Тоа е многу важно, затоа што има, како што реков, залутани типови кои ја не знам дали знаат да се ги врзат врвките од кондурите, не па да ти водат државни работи. Значи има таму многу луѓе кои што се сериозни, но за жал доминантни, особено во Социјалдемократскиот сојуз, доминантни се луѓе кои апсолутно не знаат зашто се поставени таму и едноставно ако немаат соодветни насоки кои што ги чекаат од надвор, не знаат како да реагираат. Човели Сашко Сис како изгубени германци во сега моментално се дезориентирани. Комплетно затоа што немаат став насока. Точно, немаат став за документ. Треба да најдат да соберат од надвор. Од надвор да им дадат насоки како став да изградат и да дадат изјава поглед нова. Да дадеш да ти немаш став за тоа што е обединување околу национален интерес. Да не кажеш дали треба или не треба. Што е национален интерес? Што очигледно не знаат. Дали знаат некогаш дека е интеграција во едно општество. Дали знаат они што е општество, а што е држава? Дека се тоа две различни категории. Едната е многу поширок поим и опфаќа многу повеќе есенција отколку државата. И ги меша тие поими. Трет принцип е владењето на правото за успех на државата. Ова го апсолвиравме, СЈО треба да не постои, Зоран Заев треба да излезе на суд. Тие се две работи за да може правото да во оваа, да речеме, држава да почне од негде да функционира. Го споменавте и пазарниот. Пазарната економија за подобар стандард на секој граѓанин. Мислам, ако за тоа консензус не се постигне, би било, како да кажам, очигледно ќе се водат од суета. Да не се прифати нешто што доаѓа од другата страна. Како вие сакате да градите демократија и да се прокламирате дека имате капацитет да спроведувате реформи по европски терк, а да немате капацитет да седнете и да кажете навистина ова е добро. И ова треба за ова може да се поразговара, го прифаќаме начално. Они прифатиле. Значи имаше толку прекрасни проекти. Тоа се луѓе кои едноставно не го сакаат. Што треба да се надминат себе си. Они се заробени во својата суета и треба да се надминат себе си. Каков диалог, извини Билјана, затоа што тоа ми беше да довршам, значи каков диалог можеш да очекуваш кога се чини дека на масата ви седат глуви уши и слепи очи. Значи буквално како да ние да зборуваме или читаме македонски, а они тоа го разбираат како на кинески. Или не знам, нешто ќе предложи ВМРО ДПМН, они го вртат, го спинуваат во сосема друга конотација го кажуваат и повторно пак на тоа го налепуваат нивниве фрази, флоскули кои што се празни и кои немаат никаква содржина. Значи за диалог потребни се двајца, како за танго, како за све. Ако немате вие желба, волја да седнете на маса и да се договорите и да зацртате и да исцртате црвена линија од каде што нема понатака да одите, тогаш навистина во политиката мора да се направат сериозни внатрешни реформи во политичките партии, со цел да воспоставиме некои нови критериуми за тоа кои може да бидат лидери, каква може да биде раководната лидерската структура на секоја една политичка партија, кои луѓе, каков тип на луѓе нас не ни требаат, затоа што ова се луѓе навистина заробени во сопствените суети, влезени во филм дека се нешто недопирливи, дека од нив почнал светот и завршува светот, што апсолутно не одговара на еден нормален, здраворазумски политичар. Не, оние живеат улогата која што требаше да изиграат. Да. Али сценаристот дека го нема. Ролјата им е сценаристот дека го нема и они продолжуваат да играат и понатаму улогата, меѓутоа многу несмасно тоа го прават. Да, но како што рече и претходно професорката, потребна е одговорност од секој политичар, од секој еден политичар кој што е лидер на партија. Ако тие
немаат чувство за тоа дека што е одговорно да водат држава и така натаму, како да ви кажам, народот го има тоа чувство. Народот ќе тргне по одговорност. Народот веќе почна да ги именува кои се тие кои што забегале во својата политичка действување, кои што ја втурна државата во криза. Поименично ќе почне да ги набројува. Како што веќе почна. И треба да се свестат што поскоро. Да не го, како да ви кажам, исмејуваат, подценуваат. Тој народ там, огромна маса на луѓе, домаќини луѓе. Не сум поминал, сум ги видел. Тоа се навистина луѓе домаќини, луѓе возрастни. Кои што факултетски образовани, кои што имаат свесност, кои што составено од разноразни структури, пензионери, работници, администрација и така натаму. Студенти. Јас ги познавам нив, јас сум скопско дете што се вика. Ова се луѓе од Скопје. Ја ги знам дека некој од нив воопшто не ни биле членови на одредени партии. Да, но сега се обединија токму во одбрана на... Се обединија затоа што го почувствуваа моментот. Едноставно опасност е почувствуваа. И некој сака тие луѓе да ги врзе за одредена политичка групација. И така натаму, што не успева. Ама контраефект ќе направат. Точно, за да, како да ви кажам, за да ова цела енергија која што е создадена од страна на протестиве што ги води под наслова Заедничка Македонија ги минимизира таа енергија. А таа енергија не само што не може да се минимизира, таа енергија се повеќе повеќе расте. Зрачи. Така да треба добро да размислат, да седнат заедно на маса, особено СДСМ, да седнат на маса со другата страна и под итно да се најде решение да се договорат за нови избори. Единствено решение, единствен лек за оваа диагноза моментална од која што боледува Македонија 2,5 години е нови избори. Ке прифати ли Заев нови избори? На кој што Заев и било кој ВМРО со манифестот, Заев со платформата ќе излезат на избори сега. Да, кажавте како беше мнозинството, волјата на мнозинството, граѓани сепак тие не знаеа кога го даваа својот глас дека гласаат за платформа. Така, значи кажав дека тоа е буквално заблуда во која што беа доведени избирачите. Голем дел и од електоратот кој што гласаше за социјалдемократите не знаеше дека се ова ќе се случува постизборно, дека ваква платформа ќе ни биде ставена на маса како take it or leave it и едноставно работите се искомплицираа дополнително постизборно. Значи ако до изборите имавме една ситуација каде што нели и заради голем број изборни нередности, криминали и така натаму се дојде до овој број и сооднос помеѓу двете политички партии, зборам кај Македонскиот блок, сега постизборно дополнително се комплицираше ситуацијата и мислам дека час поскоро треба да се организираат нови предвремени парламентарни избори, бидејќи тие се нужност. Значи нема друга излезна врата од оваа политичка криза, освен нови предвремени избори, заедно со локалните, со цел нели да се покрие се во еден трошок, но и ако сакате со цел да имаме функционална локална самоуправа која што ќе може да функционира онака како што треба. Од друга страна, ако Заев и неговата таму компанија и понатака тера со глава во зид, мислам дека зидот ќе му се врати врз глава. Затоа што не можете вие на сила да ги спроведувате работите кои што не се по волја на народот. Значи он цело време зборува за некакви 700.000 гласови кои што се биле дадени на опозицијскиот блок. Чекајте. Тие гласови, не знам за кои гласови мисли, неговите се јасно утврдени, околу 400.000. Значи дали албанските партии целосно би прифатиле коалициона влада со Заев без тиранската платформа? Не. Значи таа е оцената. Второ, дали ги рачуна оние гласови кои што не добија мандати? На Павле, на Љупчо Ѓорѓе, не е тоа. Значи тој што не добил мандат, не можеш ти да го цениш дека тоа е дел од твојот двор, би рекла. Не, тие се веќе гласови кои што се изгубени, тие не се представени преку мандати, така што ти можеш да оперираш или да разговараш само на ниво на мандати. Ти имаш во моментот 49 пратеника, све друго
е прашање на политички калкулации, математики и така натаму, при што албанските партии многу јасно и гласно и недвосмислено кажа, ако не се имплементира све што е содржано во Тиранската платформа, и ние ќе се размислиме дали воопшто да коалицираме со Зоран Заев. Во таква ситуација, тоа е класична уцена, тоа е класично играње по некакви странски ноти, занемарувајќи ги целосно интересите на Македонија и на македонците, дури директно погазувајќи по интегритетот и достоинството на македонецот, бидејќи мислам дека ваква шлаканица нема удрено никој од она што сега ни се случува, целосно да не омаловажат, целосно да не дискредитираат како народ, целосно да не направат нели што се вели како мравка, неважни, незначајни и така натаму, со цел да ни ја зема државата. И сега бидејќи народот ја виде целава игра, комплетно ја разобличивме целава игра, и на нас кои што ни беше јасно одамна во што е вплеткан Заев, зборувавме цело време и пред избори, нели апелиравме дека се работи за игра, за сценарио и така натаму, меѓутоа добро работите, еве помина, се свести би рекла македонецот дека е голем залог е ставен на страната, би рекла, на странскиот сценарист. Македонија е ставена во заложништво, така што ние очекувам дека час поскоро треба да се организираат нови предвремени избори, да не се губи време за нови препукувања, повторно забивање на глава нели во песок како Ноеви. Имам чувство дека СДСМ сега во овој период буквално ја игра улогата на Ној. Не сака ништо да слуша, освен собствената филозофија, собствената стратегија. Цело време идат на тие неколку работи кои што ги зборува. Реформска влада. СЈО па СЈО, реформските приоритети, кои реформски весела математика, 700.000 гласа. Тие што ги пишуваше Шекеринска, тие реформски приоритети. Извинете, ние треба да седнеме, да видиме кој политичар за што е стручен. Не може Шекеринска од електромашинец да биде стручен по право, да биде стручен да пишува извештај на Прибе. Ви се молам. Значи, ние имаме доволно академски кадри кои многу добро ги знаат европските критериуми, стандарди во правосудството, ако сакате и пошироко и така натаму, и можеме да, ако треба и да му сугерираме на господинот Прибе, за тоа кои работи се веќе затворени, кои работи не се затворени, треба да ги заокружиме. Бидејќи ако го погледнете извештајот на Прибе, ќе видите дека се работи за еден класичен политички памфлет, заснован врз невистините информации. Значи, јас ги броев кога беше актуелен извештајот на Прибе, во неговата содржина имате извадено едно 30 фусноти, каде што се повикуваат на незаконски прислушуваните материјали. Да. Значи, тезите во извештајот на Прибе се извлекуваат од незаконски материјали. Па чекайте, за каква законитост ние зборуваме? За какво право ние зборуваме? Да јават на таков тип на реформи. Срамота, значи тоа е срам. Зошто е тој срам? Затоа што го подготвува жена што нема поима од право. Значи таа може да биде супер за струја, може да биде супер да ја пратат на терен да поврзува кабли, но не може да биде реформатор во правна смисла на зборот. Не може таа да ни сервира нас готови решенија за правниот систем на државата, и затоа ни се такви килави реформите какви што ни беа и во времето кога 2005 година кога таа беше реформаторот, и продолжува нели да ни сервира такви решенија кои што немаат благи везе со животот. Значи имаме многу сериозна задача во Република Македонија, најнапред да се излеземе на избори, да ги тргнеме маглите, се ништата, злото и така натаму од државата, да си видиме кои ни ги водат политичките партии, бидејќи, извинете, аболицирани криминалци не може да водат политичка партија, посебно не партија која што претендира да има свој премиер. Таму мора да се направи една чистка, мора да се направи една сериозна внатре партиска реформа. Исто така да се види и во ВМРО ДПМН до кај работата, и таму исто така треба да има одредени реформи во смисла на внатре партиски освежувања. Исто така и албанските партии треба веќе да се тргнат од таа зависничка позиција на американскиот естаблишмент и на некакви други циркузанти кои што цело време ни кажуваат како и што да биде, од типот на Еди Рама, Хашим Тачи и така натаму. Треба да се имаат автохтоно делување, да се имаат своји интереси во Република Македонија, засновани врз европски и меѓународни стандарди и почитување на уставот, и треба да заличиме полека, но сигурно на една нормална држава.
Час поскоро треба да стивнат овие политички тензии и земјава да се врати на реформите кои што очекуваат. Последна куса пауза за реклами е заокружуваме вечерашната емисија. Ја заокружуваме вечерашната емисија со моите и ваши гости, универзитетските професори Каракамишева и Климовски. Како што реков и во текот на оваа емисија беа поканети многу гости, но сепак сум со нив двајца вечерва во отвореното студио на телевизија Нова. Професоре, ги спомнавме принципите врз кои се базира документот наречен Манифест, кој што го промовираше ВМРО ДПМН, еден од начелата, еден од точките и пазарната економија и обезбедување подобар стандард за граѓаните. Се чини дека во ова време токму граѓаните и го посакуваат тоа да живеат подобро, да мислат на подобри работи, а можеби со тоа и да се отворат нови работни места, ако сме сведоци дека последните години во економските зони на вистина бизнис почна светски реномирани компании. Да направиме една паралела како се живее денеска, како беше тоа пред 10 години. Кај секоја сериозна политичка партија, како што е ВМРО ДПМН, пазарната економија треба да биде и е примат, приоритет број 1. И ние видовме дека во изминативе 10 години тоа беше и практикувано. Сите реформи што беа насочени во даночната сфера најпрво, па потоа во сферата на инвестициите, вродија со плод на влез на реномирани корпорации, мултинационални корпорации, кои што вработија огромен број младо работоспособно население. Негдека и со проектите Македонија вработува 1 и 2, досега се вработени 160.000 луѓе. Ако земеме да направиме, и тоа треба да се пофали. Навистина треба да се пофали, знаете зашто? Затоа што за да биде нешто добро, треба да го компарираме со нешто како било претходно. Ние од 1993 година, практично донесувањето на Закон за трансформација на предпријатијата со општен капитал, кој што на атипичен начин беа создадени овие нашиве корпорации. При тоа затекнатиот социјалистички менеджмент преку инсайдерскиот, односно менеджерскиот модел на откуп, ги концентрираше акциите во свој раце со многу неправди. Не знам колку емисијата дозволува да го објаснам, со многу неправди кон работниците кои што стекнаа работнички акции по низа поволности, а беа одземени тие работнички акции под неизвестен начин под присила од страна на актуелниот менеджмент. Или ќе те избркам од работа, или ќе ми ги даш акциите, или ќе ги го вработам некој, ама сите акции мене да ми ги дадеш, барем по дисконтна цена, по таа кој што си ги купил. И така со многу малку пари, со лоша проценка на тогашниот општен капитал, беа создадени нашиве корпорации. Добар дел од нив во тој процес на приватизација од актуелните директори беа раскрчмени. Беа раскрчмени и огромен број на луѓе останаа без работа. Значи беше од тогаш настана дисторзија на пазарот на труд. Имавте армија на невработени луѓе кој што од 2006, кој што 2005 година, 2005-2006 достигнуваше негдека фрапантни 360-370 илјади невработени лица. За да од 2006 година преку даночните реформи, кои што пак создадоа простор за странски директни инвестиции, тој број во 2016 година, кроз 10 години, од 370.000 се намали негдека на 210-220.000 невработени само. Значи, толку мал период, толкав процент од население, вие да вработите во услови на светска финансиска криза, да не забораваме, 2007-2008, европска должничка криза, и ги, како да ви кажам, ублажите тие удари, а при тоа константно да вработувате млади луѓе во оваа држава, навистина треба да се пофали. И да имате странски инвестиции, да имате пофалби од сите реномирани финансиски институции и да не го нарушите финансискиот рейтинг на државата. А цело време беа под напад, дека ја презадолжува државата, дека платите се во зоните се премногу мали, така натаму. Како вие сакате плата? Платата се определува врз база на понуди на поборувачка на работна сила во една држава. Како вие сакате кога се создале 400.000 невработени, еден огромен базен на понуда на работна сила,
а немате побарувачка во даден период, платата да ви биде пристојна. Платата е резултат на понуда и побарувачка. А дисторзија на пазарот на труд направи тогашната влада на СДСМ преку процес на приватизација. И за тоа криви се владата на Груевски и странските инвеститори, затоа што давале плата од 200-250 евра, да речеме, како што кажуваат. Колку дава во време како може точно да даваат поголема плата кога платата е висината на платата во Република Македонија, како што се во сите капиталистички земји, одраз на понудата и побарувачката на труд, на пазарот на труд. Дента кога ќе падне, кога ќе биде понудата, односно побарувачката на труд поголема од понудата, ќе видите како платите ќе идат нагоре цело време. Така. Тоа е законитост на една економија. И луѓето го знаат тоа. Ја не знам како вие од СДСМ, тој економистиве кои што им го прават тој економски совет, не знам како им се вика, економски совет, не го сваќаат тоа. Или го сваќаат да не сакаат да го зборат од политички причини. Како што вели Климовски, македонската економија беше пофалена токму од реномираните меѓународни финансиски институции и можеби ќе имавме уште подобри резултати доколку Македонија не западнеше во една тешка политичка криза. Сигурна сум дека ќе имавме многу подобри економски резултати, бидејќи колку што јас имам информации, огромен број на странски партнери кои што сакаат да инвестираат во Република Македонија се на пендинг, на чекање, со цел да се види во која насока ќе оди разрешницава на политичката криза и дали воопшто ќе се разреши политичката криза. Значи, буквално со подготвени елаборати, со завршни договори, така натаму, чекаат едноставно да видат што понатака со државата. Но исто така, она што е многу сериозно е дека разноразни вакви инсайдерски дезинформатори даваат информации до угледни куќи медиумски, да ја хушкаат целава работа во Македонија, дека ќе имаме некакви санкции, она што го зборев на самиот почеток. А видете, кога во бизнес сферата ќе ви се појави таква информација дека можни се одредени санкции против држава, тој инвеститор, тој странски инвеститор, чувствителни се многу странските инвеститори. Веднаш едноставно или ќе се дистанцира, или ќе почека одреден период, или веднаш ќе го снема. Дали се свесни СДС што прават и не само на политички план, туку и на економски план? Каква штета ни направија во овие 3 години? Не само штета во делот на тоа дека требаше да ги санираме сите од шарениве револуционери штети што ги направија по државниве институции, туку и штета од аспект на тоа што немавме вистински економски бум, таков каков што прилега на реализацијата на програмата на владата на ВМРО ДПМН. И како што тргна, затоа што ние гледаме дека многу, рекла дури ексклузивни корпорации влегуваат во Република Македонија. Тоа не е случајно, тоа е резултат на огромен труд вложен од целиот тим на владата на ВМРО ДПМН и тоа е еден повеќе годишен процес. Ниеден странски инвеститор не ти доаѓа од денес зутре. Тоа е период на анализа, преговарање, договарање и така натаму, кој минимум трае 2 години, минимум. Нели во одредени периоди може и повеќе, може и помалку, но за да дојде еден странски сериозен инвеститор, потребни му се сериозни перформанси во смисла на економски критериуми и показатели, но и политички критериуми и показатели на стабилност. Бидејќи ниеден предприемач не сака да ти дојде да ти финансира во политички нестабилна држава. Тој вложува пари, вложува свој капитал. Нормално е дека не сака да му пропадне целата таа инвестиција. Така што мислам дека СДСМ треба да се размисли многу сериозно околу штетата која што ја нанесува на Република Македонија на секој можен план. Дури и со тоа кодошење по европски институции да престанат веќе еднаш сите тие Соросови организации кои постојано даваат негативни информации за Република Македонија, не баре сме Тунгузија или не знам Зимбабве. Значи такво оцрнување на Македонија на меѓународен план ја луѓе не сум видела. Значи каде стапнала Соросова нога или на овие вика македонски гюленисти надвор, таму имате негативна целосна перцепција за државата. Значи ви треба толков напор
да кажете дека не е така, затоа што тие луѓе делувале таму 10-15 години. Цело време исти информации им давале дека Македонија е недемократска, режимска, ваква, таква држава, и кога сега ќе се соочат со некој друг кој вели чекате, извинете, не е така, знаете како треба време за да се смени перцепцијата за политичката состојба во Република Македонија, што е еден малце подолгорочен процес. Затоа прво треба да се стопираат овие негативни влијанија, негативни работи од Македонија кои произлегуваат кон надвор. Исто така треба да се целосно елиминира таа Соросова, би рекла, мрежа на организации кои не и носат добро на државата. Нека си поддржува Сорос, еве, заштита на животни, не знам, хендикепирани лица и така натаму, зошто има многу теми на кои што може да дава пари и така натаму, зошто токму шарените револуционери ги финансира некои кои што апсолутно немаат, не направија ништо добро за државата, напротив ја оцрнија и во економска и во политичка смисла на зборот. И материјална штета предизвика. Да, и не е добро да се крира таков имидж на земјата која што ја сакаме и во која што живееме. Знаете како, по непријател веот, ама со усул, немој толку да го тепаш. Не па по сопствена држава. Ја не можам да разберам како немаат чувство дека зборуваат за сопствена татковина. Не ми е јасно како може грд збор да ти излезе од уста за своја татковина. Па ако треба, дури еве ако мислиш дека нешто не е како што треба, подобро е да го кажеш дома. Така, да најдеш чаре, да најдеш модус, како да се надмине. Не одма трчи по институциите европски и кодоши. Тоа не личи на ништо, тоа е нивото уствари. И тука се разликуваме по мисловните капацитети, по концептите, по карактерот. И систем на вредности. И домашно воспитување. Поглед на свет, различни погледи на свет. А тоа домашното тоа е најважно. Да бидеме оптимисти дека во некои наредни времиња ќе зборуваме за малку подобри, посветли теми. Професори, ви благодарам што вечерва одвоивте време и бевте дел од отвореното студио на телевизија Нова. Вам, почитувани гледачи, ве поканувам да гледате телевизија Нова. Имаме нови информации на секој час и не заборавајте, секоја вечер дебати, бидете со нас.